Матурантите чекаат надлежните да донесат нови мерки со кои ќе им се овозможат генерацијски прослави. Се подготвуваат, преговараат со угостителските објекти, но олабавувањата за сега се ограничувачки, без музика со максимум 100 гости. Велат, значена ни е прославата, со тоа ги заокружуваме средношколските денови. Лани, поради пандемијата, прославите беа забранети. Размислуваме за славење на матура, бидејќи нашата генерација не беше и на екскурзија и би ни било мило да прославиме барем малку, со протоколи се, со мерки, колку да се одбележи. Би ни било мило да се разделиме на еден фин начин, затоа што и последниве година и пол не можевме да се гледаме, од тие се неубавите години од еден тинеџерски период, некако сме во добри односи со нашите професори и би сакале, например, да се разделиме на фин начин, да прославиме, да си кажеме убав збор. Сепак 4 години сме поминале со нив. Пред некој ден бевме прашани од една повозрасна жена за тоа дали ќе славиме матура, а ние баш во преговори сите председатели се собравме и многу беше интересна случка, бидејќи луѓето сака да видат прослави и своите внучиња да ги видат на слики, весели, завршиле средно училиште, но се здравието пред се првине најбитно, да видиме што како ќе се случи, па потоа, ако се овозможи, ќе прославиме. Од училиштата посочуваат дека тие не стојат за такви забави и нема да присуствуваат. Знаеме дека прават некоја организација во рамките на она што е дозволено во услови на пандемија во рестораните и кафеаните, ние како училиште не стоиме позади таква работа и нема да присуствуваме на такви забави што се ги организираат приватно матурантите. Ние како училиште не организираме матурски прослави, за жал навистина ова ќе биде втора генерација што не може да го прослави нивното завршување заедно со наставниците. И од секторот за образование при општина Куманово нагласуваат дека пандемијата ги спречи матурските прослави. За жал, COVID-19 вирусот ја ускрати можноста за оние прослави во рестораните, оние прослави кои беа типични за матурантите и кои со децении наназад ги красеа средните училишта. Прослави званично како училиште нема организирано, бидејќи на 20 мај мерките се уште беа активни за заштита од COVID-19 вирусот во рестораните. Сега од 1 јуни, откако мерките беа олеснети, олабавени за рестораните, за прославите, класните раководители интерно во договор со своите ученици од класовите си организира така символична прослава. Во Куманово средно образование годинава завршуваат 1229 ученици.